Почитувани граѓани, двојната победа на СДСМ и владеачката коалиција во Центар Жупа и Маврово Ростуше е уште една потврда за исправните вистински политики кои ги спроведуваме. Граѓаните испратија силна, јасна и недвосмислена порака. Сакаат напредок, сакаат развој, европска држава и европски вредности. Граѓаните во тешки времиња знаат да препознаат дека СДСМ и Европската коалиција го држат вистинскиот правец и ги спроведуваат вистинските европски политики. Политики за напредок, за развој, економски раст, политики за повисоки плати, одговорност и посветеност. Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН доживеа уште еден изборен пораз. Нарачува анкети на кои лажно тврдеа дека водат двојно, се потврди дека тоа воопшто не е така, туку дека ВМРО ДПМН нема поддршка кај граѓаните. Постојано Мицкоски и ВМРО ДПМН зборуваа само за избори и ништо друго. Имаше вонредни локални избори во две општини и во двете општини ВМРО ДПМН доживеа дебакл. Кандидатот на СДСМ убедливо и со голема разлика победи во Маврово и Ростуше пред кандидатот на ВМРО ДПМН со разлика од 1300 гласа. Во Центар Жупа ВМРО ДПМН е поразена затоа што сакаше да пропаднат изборите со тоа што ги бойкотираа, но кандидатот на владеачката коалиција победи со освоени над 3000 гласови. Во третата општина, каде што се спроведуваа избори за Советот, Тетово, ВМРО ДПМН има континуиран и драстичен пат на гласовите од минатите избори, а бројот на советници на Советот, на СДСМ и на ВМРО ДПМН останува непроменет. Се е јасно. На првото изборно соочување Христијан Мицкоски доживеа пораз од Димитар Ковачевски. Граѓаните повторно му порачаа на Мицкоски дека не сакаат деструкции и блокади. Европска Македонија е единствениот апсолутен победник на овие избори. Ви благодарам. Повелете прашање. Имаме прашање кое пристигна од Алфа Поезија, кои се на резултатите на вчерашните избори, опозицијата бара предвремени парламентарни избори, дали би го прифатиле? Благодарам за прашањето. Тие кои што цело време зборуваа за избори, како што кажавме во самата пресконференција, доживеа дебакл. Еве сега имавме избори во две општини и во тие две општини убедливо победи СДСМ и коалицијата, а ВМРО ДПМН доживеа дебакл. Она што може да го кажеме и да го потенцираме и тоа што може да го видат граѓаните е дека на првото соочување на Христијан Мицкоски со председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, Мицкоски доживеа дебакл. Дали имаме други прашања? Како што кажав и во самата пресконференција и во одговорот на претходното прашање, во Тетово, во бројот на советници во Советот на општина Тетово останува непроменет и за СДСМ и за ВМРО ДПМН. Она што ВМРО ДПМН се обидува да го покаже и да го презентира во јавноста како триумф, воопшто не е така, туку конечно треба да се соочат со драстичниот и континуиран пат кој што го имаат во секој изборен циклус, наместо да се представуваат како победници. Ви благодарам.